Време за уште една дружба на вашето омилено место Шанкот. Повторно и денес ќе ве опуштиме и ќе ве релаксираме, а за тоа ќе биде задолжен еден човек кој е многу добро познат од ТВ лица. Добро го познавате, има што многу да раскаже и да ни каже, затоа препорачувам да си бидете покрај вашите телевизори. Актуелно сега во моментов е вашето омилено катче Домот. Би го рекла тоа заради тоа што како станува животот стресен, така бараме место за релаксација, одмор и мир. Она што ќе го споделам со вас е дека Скопје не е толку бучно колку што мислите и може да се најде таму чиста еколошка средина со свеж воздух од падините на водно. Зборувам за идеалната локација на моите пријатели, каде што во собствена парк шума над 6500 метри квадратни со 1200 зимзелени дрвја е вашиот нов идеален дом. Атрактивната резиденција Вила Адора има цветен рај и чудесен поглед од кој Скопје се гледа како на дланка. Кој не би сакал неговиот нов дом да биде токму на оваа релаксација? Релаксирано домување надвор од градскиот хаос, со лесно секојдневно функционирање, прошетки во природа, рекреација и одмор на дофат на срцето на македонската метропола. И така живењето во Скопје е напорно и стресно, барем кога ќе дојдете дома бидете изрелаксирани и опуштени. Во последно време единствената работа која најмногу и се радувам кога треба да станам во 8 часот наутро, заради временските услови и дождовите кои се ледеа и она тешко време од кое претпоставувам дека многумина како мене ги боли глава и не им се прави ништо, буквално ништо. Јас се радувам на единствениот момент во 8 часот наутро е тоа е голтката добро кафе од моите пријатели. Кога мислам на турско кафе, мислам токму на нив и кога мислам на добро утро, мислам на кафе кое го пијам и денот е сосема поинаков, има поинаков почеток. Не ми пречи ни во текот на денот да испијам уште по некоја шолја кафе, не мора секогаш да биде тоа турско кафе, можете да се изберете капучино, можете на вашите внуци да им направите детско капучино па во нивно друштво да испиете кафенце, затоа што во друштво на малите деца секогаш е најубаво и единствениот начин да заборавите на вашите проблеми и грижи е да видите како тоа едно дете размислува и се радува. Океј, нема да зборуваме многу за децата, иако мојот гостин е татко на две хиперактивни сладки близначиња, за кои станува збор и зашто си направивме муабет, ќе да знаете сега за кратко. Едно препознатливо ТВ лице, човекот кој баш сега се смееме во студио, секогаш успева да изгледа како ни еден ден да не устарал. Мене барем јас така ми изгледа, Ненад го знам, секогаш насмеа расположен и секогаш во форма среден до терен убав. Мора да те испофалам ти ако не ми веруваш. Благодарам. Значи, ни брак ти се познава дека си се оженил. Како треба да се познаваш? Викаш дека требаше да се поправам повеќе? Па, знаеш, они обично мажи, знаеш какви стануваат, ти уште веќе Види, јас се уште мислам дека треба да бидам на телевизија, барем ако сега не сум во некоја догледно време и се уште сум активен, нели, со караокињата, ноќен живот, нови генерации доаѓаат, не треба да кажат овој чичко Ненад уште ли работи. И треба некако да се вклопам со младава шева, па не се давам. Секогаш почнувам со неколку кратки блиц прашања, 10 кратки прашања. Во хороскоп сум? Рак. Омилена песна? Како ќе правиш, мора да имаш една омилена. Од српски бе? Од која Од македонски бе? Што Не знам, сакаш, што ти е мерак Кукулеле ми е фаворит, оваа што е ремиксот Јави се и Јави така се, натаму. да, така беше, знам Од да ја српски мислиш. бе ми е фаворит, нели, нормално, Волиш ли ме Аца Лукас, а од странски бе без Деспасито 6 пати, не можам да го завршам денот. Не може да Сакам некел на радио ја слушаш. Омилен филм? Уф. Сега некој детски да ни е покребиш. Зашто не ми ги кажали да се спремам да не влечеме? Не знам, Ако не. немаш филм. Не, имам, омилен нема сега не ми текнува. Добра серија што ја гледаш во моментов? Некоја идеја да има. Walking Dead. Walking Dead? Може, јас ја гледам, добре. Да, Game of Thrones, Walking Dead и така натаму. Значи тие немам многу време. Vikings ти давам предлага, ама немаш толку време. Ама немам време за серии, веќе одбивам, овие ми се загледани одамна и се уште ги гледам. Сега гледам Baby TV. Така да тие серии. Омилена соба дома, кај тебе у стан, у куќа. Омилена соба, кај што си најчесто. Па дневната. Дневна? Да. Добре, ќе ја мислев ќе речеш да спална, ако си Па не сум посеќања, често во спалната.
Омилена пијачка, вино или жестока? Претежно вино во последниве години. Бело или црвено? Стрикно бело, црвено многу брзо ме Ти фаќа. не е толку калорично, мислев ќе речеш, што ми го Ма фаќа. плюс и тоа, да. И некако нели го се служи со храна и така натаму, не е калорично и као демек не е многу жестоко, не е силен алкохолов. Ама гледаш линијава за тоа така. Абе, од белото вино ми. Тоа, од белото. Омилено место во Скопје. За конкретно за што? За Зоолошка излегување. парк. Аха, Ете, сега во знаеш. моментов ми е Да. парк и зоолошка, нели, пошто деца се шетаат Па, таму. А претпоставував. инаку привиличи Авенија поново, пошто таму сум, Цело нели, или време. сум дома, или таму сум караоке, или Втората сум во дома. парк. Омилена дестинација за патување за одмор, кај сакате најмногу? Каде што има над 40 степени. Аха, значи Турција за вас е Тропско. идеална. Турција, Египет, за жал, некако ми ги ускратуваат со сите овие дека е ризично. ситуации Да, кои што ама се се- случуваат, но ги преферирав Турција години, Египет 3 пати, Тунис 2 пати, Ти си така бил натаму. Бенино, ја немам ни отидено што Ја да би кажам, отидел и да. пак, така да, ај нека се смири ситуацијава заедно. смири, дај Малку кај бедуините да те прошет. Може некој ќе сака да ме... Ау, те давам за 10 камили. Малку се 10, јас сум плава и 200. Ма ти ќе знаеш ли понудам. колку чини една камила? Не знам, Па искрено. прашај. 500 евра? Многу повеќе. Може да, Камила за со 10. крава не е исто. Кај Горана омилено нешто ми е, кај сопругата. Се, па за тоа ги сопруга. И не можам да поднесам кај луѓето што? Лицемерие, љубомора, Тоа е единствената работа што најмногу те нервира. за така. И неодговорност. Нино, многу ми е мило што ќе направиме муабет, овие 30 на минути што ќе разговараме и секогаш сакам да почнам со приказна за како инспирација за слушателиве, за оние кои можеби допреа почнуваат со твојата професија, еве студираат новинарство или сакаат да се бават со ТВ екрани, со радио. Која беше твојата приказна? Како влезе ти во оваа професија? Дали можеш да се присетиш? Па да, со многу голема желба. Уште од мали нозе, уште како детенце. Со гласов што ти е даден радио. Гласот, не, види, јас викам 20% е талентот, се друго се стекнува и нормално 100% треба да има желбата да го правиш тоа. Барем така беше случајот кај мене, можеби во ова поново време не е тоа така, обично луѓето ги сакаат да ги има на телевизија да бидат популарни и така натаму по секоја цена и тоа им текнало можеби вчера завчера или изминативе години. Затоа не снимува. Сакав, да, затоа и толку брзо поминува. Јас сакав уште од најмали нозе, уште на касетофон си се снимав, си правев емисии. Слушав детска емисија која што одеше, нели во тоа време имаше многу детски емисии, но јас слушав таа што одеше на Македонско радио 2, порано се викаше Радио Херц и така натаму. И секоја сабота одеше таа емисија, Втора љубов, јас ја слушав како дете, нели интересна, деца водеа и така натаму. Едно време имаше аудиција на која што сам си отидов си се пријавив. Немаш ни врски ни ништо. Ни врски, ни никакви, автобусот во МТВ. И нормално си поминав таму, од тоа време си ги запознав и сите овие кои што се денеска по телевизиите мои колеги, нели сите ги знаеме, оние кои што ми се Да, генерација. да. Да не набројувам, да не сгрешам, но не има по телевизиите. Сосема случајно, бидејќи Македонското радио и телевизијата се нели во иста зграда, ни понудија тогаш да влеземе во зимско-рекреативна, летна рекреативна Звон и се тоа така. И нели кога ќе почнеш, скалилата си одат едно по друго, потоа пораснав тинеџер во, мислам дека имаме хит со Жиле, па после во МТВ се случија сите тие претумбации, доцнење хонорари, Да. неплаќање на време со месеци и месеци, па се отвори ЕМС телевизија. Имав супер понуда, бидејќи дел од луѓето од МТВ нели беа таму. Ме викна, таму ја направи Fun Time, подоцна нели Pepsi Time и сите тие емисии кои што ги водев секојдневно. Од таму се случи фортуна во меѓувреме нели радиото, па потоа добив понуда во А1 телевизија. Ексклузив. Таму навистина емисии кои што ме одбележаа со оглед на тоа дека телевизијата си беше најгледана, нели Да. се подразбира дека и проектите се исто Се така гледани, гледани. да. Во тоа време на експанзија на наша музика, наши популарни фаци, одлично котиравме со ексклузив. Имав среќа во CV да го имам и македонскиот идол, на што сум навистина горд, затоа што е нешто што секаде во свет кога ќе го спомнеш го знаат. Голема манифестација исто така, од таков карактер
беше врвно организирана. Шоу кое што мислам дека нема да се повтори според гледаност и со оглед на тоа дека веќе многу се отворивме надвор, ги гледаме сите тие светски шоуа и више ништо не може да не задоволи на локално ниво. Точно. И од друга страна финансиски, спонзорски не може да се постигне таа сума, едноставно тие милиони кои што треба да се вложат прво во опрема и во студио, сценографија и така натаму, да не зборуваме колку се трошковите за целата екипа. Јас цело време тоа го зборувам, никој ќе ми рече што емисија на Шанк сидите само. Па сега... За толку имам. Тоа е реалноста, ништо повеќе не може да се направи од ова што ни се случува, затоа што сме мала земја и затоа што финансиите те ограничуваат што се однесува до спонзорите. Сите ние знаеме како треба да се направи шоу, сите ние знаеме како сето тоа треба да изгледа, сите ние гледаме сателитски странски канали. Но за жал не сме толку моќни. Јас она што секогаш си ми синоним и именка за оригинален и уникатен ТВ водител и радио водител и се сеќавам дека во радио емисиите кои имаше јавување во живо, сум чекала, мислам ако веруваш по саат, по пола саат, само да се вклучам во програма. Во тоа време беше навистина... Ама правевте такви емисии, сега баш тоа ќе беше прашањето кој ги смислува, затоа што знам сега ме беше во шо ќе се маскираш за 1 април и се тепаме да се јавиме сите за да кажеме као демек ти таму некоја шега да уфрлиш и јас жива среќна сум се јавила кај нена во емисија. Значи беше синоним за оригинален уникатен водител. И во тоа време се слушаше и се гледаше. Зборам се слушаше содржина на радио. Сега ако има содржина радиото едноставно е осудено да не биде слушано. Сега се бара многу повеќе музика, малку говор, сите сме во некоја динамика. Сите доколку не ми се допаѓа и многу се зборува на радио, ќе си пуштам ја на YouTube, значи веќе и времето се променува. А не мислиш дека до концептот на емисијата ако понуди некој таков интересен концепт како во тоа време што детекнува на тие емисии? Немаше тогаш интернет, немаше многу голема комуникација која што сега има. Сега динамично е времето, сега ништо не ги задржува младите. Сега како нека ти се јавам, ја да ти кажам што ќе се маскирам на 1 април. Ќе се маскирам. Немам ја време на Facebook чекај. Не, други се времињата. Тогаш беше друго време, фиксни телефони тогаш. Се договаравме каде на рекорд, чекам 3 сати да дојде тој што сум се договорил, го нема, чекаш дал ќе дојде, дал нема да дојде, подговорница вртиш дома, па мајка му, па излезе, па не знам дали ќе дојде. Ме разбираш, други времиња и друга драж. Исто така и телевизиски. Знаеш, бевме позатворени, оригинални и така натаму. Сега веќе се е измислено, се е на глобално ниво и... А идеите ти ги создаваше, тебе ти доаѓа или гледаш од други емисии, секогаш ми било... Па немаше интернет, немаше сателитски, мора да се твои идеи, мора да бидат мои, да. Сега веќе се е изгустирано, дури моите идеи викам чекай ова нема да пројде, Тогаш нема да пројде, оди. Иако на жалост за странство се уште успеваат и телевизија и радио шоу за толку слушање што мене ме изненадува зашто ние кренавме раце од тоа. Па не сме кренале. Пак ќе се вратиме на оној муабет на кој што не сакам најеш негативен да бидеме позитивни денеска. Не сме кренале, едноставно финансиите си го прават тоа, кризата си го прави тоа. Луѓето се разочарани малку, без парица, сите мислат на секојдневни проблеми, сите мислат обкружени се со политика, со серии. Ама не оние кои што ги спомнавме, турски серии и врзани со тоа и нема друг приказ на друг разговор. Ти оди едноставно еве јас и ти да излеземе сега и да направиме анкета. Еден нема да ни одговори на анкета на некое банално прашање, ако не е политика, ако не е поврзано со турска серија. За разлика од соседниве земји каде што секој втор ќе ти застане и со речник ќе ти каже како што треба. Овде некако луѓето се чудни, Па затворени. не би ги навредувал, но од самата ситуација, од се она што низ годиниве им се случува, некако се подзамислени на своите проблеми. Но знаеме за се да коментираме негативно, мене барем тоа ќе кажам. Многу хејтерски народ станавме, многу хејтерски. И порано се коментираше, ама сега премногу секој си зема за право да каже што мисли, без размислување дали некого ќе повреди, дали е компетентен тоа да го каже. Јас можам да ти кажам каква водителка си, ама не може да ти каже некој што проаѓа или не знам таа што продава во продавница. Затоа што не знае, она не знае со какви маки се соочуваш ти секојдневно за да направиш емисијата, дали си била подготвена, не си била подготвена, дали си имала проблем приватен или не знам каков, така да, знаеш, од друга гледна точка и тоа разочарува, знаеш, кога секој ќе си земе за право да коментира. Сите во свет сме експерти. Така. Што би да тебе натирало да се вратиш на ТВ екраните? Дали би било тоа некој проект кој мора да биде ништо што е
Не, ќе се вратам пак повторно на оној разговор кој што пред малку го водевме, дека не очекувам голем проект, затоа што не може да се случи. Немаме голема диаспора, не сме голема земја за големи проекти. Кои се условите за кои Нинат би се нафатил да се работиш? Нема многу големи услови. Сега ќе почнеме друга тема, каде што сметам, никогаш не вика никогаш, но јас од пред известно време заклучив дека треба малку повеќе да се насочам на својата фирма, да си ја развивам својата фирма и она нова гранка која што пред година дена веќе почнувам да ја развивам е видеопродукцијата. Така што тоа може би ќе ме натера, не ќе ме натера, него во моментов размислувам каков проект да им понудам на гледачите, да биде тоа интересно, оригинално, пак да бидат тие врзани за ТВ екраните и во тој термин и нормално да биде во моја продукција или копродукција. Нормално ќе разговарам со оние телевизии кои што се расположени и некако сакам да се насочам малку на таа работа, односно да малку да своето искуство да го искористам и своето искуство да го пренесам на оние кои што ќе бидат нели мои соработници. Зборуваме и за веќе знаеш детска емисија која што веќе финиширана со пилот емисија која што од септември треба да се стартува Здравје Боже, да не ветувам многу. Да, се е готово. Пари само требаат и стартуваме. И луѓе со кои знаат да проценат што е добар проект за да влезат. Така. И кога таа ќе стартува бидејќи е готова, ќе си подготвам нели свој проект кој што се надам. Ама ти нема да ја водиш или ќе ја водиш? Детската емисија не, јас само ја уредувам. Во прво време ќе уредувам, потоа ќе најдам нели луѓе кои што тоа ќе го прават за да можам ја да се насочам на оној проект друг. Нема време за многу проекти. Портал котира одлично, значи едно од најслучајните интернет радија можам да кажам. Значи јас велам интернет бидејќи тоа е најлесниот начин на кој се јас релаксирам. Јас пуштам интернет и е најдостапно, да. Кликам хит портал и уживам во музиката и во Кристина. Ти го слушаш радиото преку порталот. Сега малку да разјаснам, пошто многу ми го мешаат. Значи, бидејќи заедно тој проект заедно порталот со радиото стартуваше и некако хит портал радио и така ми го завика. Значи веќе почнувам да ги разграничувам. Значи веќе фирмата е Хит Медија, каде што се занимаваме со маркетинг, интернет, телевизиски медија планови, изработка на видеоспотови, аудиоспотови така натаму. Еве веќе ти кажав, почнувам и со видеопродукција. Во склоп на таа фирма ги имам оние портали кои што со одлично си функционираат и котираат и луѓе тим кои што ги работат. Хит портал, Хит Куина, уште милион други, да не ги набројувам сите. Радио Хит функционира веќе 6-та година, значи тоа беше идејата на самиот старт. Прво комерцијално интернет радио, 6 години. 6 години. Кристина, колешки бевме пред да Кристина е од почеток, да. Да, пред да оди кај тебе во радио бевме колешки во друго радио и кога ми кажа за проектот, се 6 години. Да, се некако сите скептично нели на почетокот беа, бидејќи тогаш па и нели интернет имавме, ама никој не се уклучуваше телевизија, радио да ти гледа или слуша на интернет. Сега веќе времето е променето. Сега веќе е достапно секаде и баш ми е драго поради тоа бидејќи веќе јас го имам залетот, веќе ги имам сите оние негативни искуства врзани со стрим, со сервери и така натаму. Више сите тие работи ми се јасни, малку сум напред од овие аналогниве кои што зрачат, значи веќе сум со искуство. Со тука и тоа е тоа. Функционираме одлично, се надевам и понатаму, доколку излезе можност, можеби ќе се префрлиме на FM, баш заради тие оние кои што се конзервативни малку. Тие кои што немаат нови сакаат радивца. Да. И искрено да ти кажам и заради спонзорите, бидејќи се уште интернет маркетингот не е доволно развиен како што треба. Да, можеби фирмите веќе се насочија да одвојуваат буџет кон порталите, односно веќе знаат што е веб страна и така натаму, кон Facebook, но малку се скептични кон овој друг дел. Точно, ама има време се ќе се промени. При крај некаде на убава тема што ми е мене омилена. Сите убави теми ги спомнав, ајде да кажеш. Да, ова ми е една од најубавите. При убавата, не да речам промена, ама ите убаво случување во твојот живот. Година и пол плач, радости и некои нови чувства. Како те смени улогата на татко и што е она што секојдневно најмногу те радува во целата таа приказна? Многу ме промени. Вака кога си правам ретроспектива на тоа што сум го сакал, тоа што сум го размислувал, во секој поглед сме променети и јас и мојата сопруга. Нормално на подобро, позрел си, подобро размислуваш. И
поголема одговорност имаш. Две се. Само Господ нека ги чува. Да. Не можеш да ги дочуваш. Не можеш да ги душаш. Не можеш. Покажуваат ли афинитети кон еве и Горана е до некаде врзана со тој бизнис, кон еве да Она повеќе она работи во продукција, ама економскиот дел повеќе. Ама еве да речеш да зборат, не знам дали уште имаат прозборано, не знам како. Па уште сме на гугање. Ама да ги онака да еве да не пристане да гуга, да сака камера, да сака да се слика, да позира. Сака да се слика, посебно Љупка, и мислам дека она некако влече натаму затоа што е поопуштена во смисла кога ќе слушне музика, со луѓе и така натаму ги прифаќа многу полесно. Да речеме во Белград на Крез Михајлова имаше стари музичари кои што свира ја однесов си изигра до пола саат шоуто им го зема. Така што се качуваат на маса, нели пониска, кога имаат некоја нивна омилена песна играат и така натаму. Мора да се на маса, главни. Така што мислам дека нема да бидам и нема да дозволам да бидам од оние родители кои што ќе инсистира децата да се занимаваат со тоа што се занимаваат родителите. Мислам, моите не биле ни водители, ни ништо такво поврзано со медиуми, па нели сум се snašao. Така, ќе ги поддржувам во се оно што сметам дека добро го прават или сакаат, имаат желба и тоа е тоа. Ќе видиме. Кога ти го слушнат гласот на реклама, знаат ли да препознаат кога ти зборуваш? Посебно на телевизија кога ќе ме видат и чудно им, а најчудно им е кога сум вака на снимена емисија. На реклама веќе на Елит кафе на пример, пријателите гледаат и вака гледа телевизија. И ме гледа мене, гледа телевизија и не им е јасно. А кога сум во живо е друго, они реагираат, ама ме нема мене дома. Души убави. Ова е последно, да изиграме сум не сум како завршеток на емисијава, табличка за одговарање. Јас со тебе одговарам, прашањата се лесни. А заедно ги одговараме? Заедно ги одговараме, не те оставам сам. Може. Никогаш не сум направил блам во живо. Па сум, секогаш сме направиле. Сега ако ме како ми доаѓа, ако ми дојде нешто ќе ти спомнам за да не те влечкам. Не. Сум се избламирал нормално во емисии во живо, ќе утнеш, ќе кажеш и така натаму. Среќа не беше развиен YouTube тогаш, кога бев секој ден по телевизија, така да ме немаше многу на сеир. Не сум праќал голи фотографии на сопругата. Па не сум праќал. Не сум да јас праќал. Нешто тие парови немало потреба. Од постарите парови. Во ова ново време не. Никогаш не сум се вратил дома во 4 наутро. Сум. Не во 4, во 5 и во 6. Нормално. Таква ти е работата. Таква ми е. Тоа караоке не завршува. Но затоа сум се вратил во 5, сум станал во 7 за наградинка. Никогаш не сум бил љубоморен. Не сум. Не сум љубоморен. Горана не е исто или? Не. Тама работа да беше љубоморена, сигурно не може да бидеме во брак. Ама љубомора да некоја е добра. Да, во нормална доза се разбира, па не можеш да бидеш индиферентен. Се разбира дека оној кој што го сакаш малку треба да бидеш љубоморен. Добре, јас сум малку повеќе љубоморна, ама ќе регулирам. Регулирај, молим те побрзо за да те удадеме. Да. Никогаш не сум работел како модел. Не сум. Никогаш не ќе да условам. Никогаш не сум чепкал во тук. Добро, има и попунички модели. Ема сега има, тогаш немаше. Тогаш немаше во твое време, да. 30 години манекенка ќе станува. Има и повозрастни манекенки, да. Да, има време и за тебе. Кога дојде кај нас, не сум чепкал никогаш во тук телефон. Не сум. Никогаш. Љубенина, Дури на сопругата, ако и звони телефонот, не кревам. Лошо се чувствувам ова редите. Да, чепкало си ти, јас ти кажам, мораш да смениш тоа. Не сум заборавил работен ангажман. Не сум, никогаш. Не сум една. И покрај толку врски немаш? Никогаш. Браво, професионалец. И точен на време секогаш. Без разлика дали имам температура, дали сум болен, значи зборуваме за оние караокиња кои што јас секојдневно ги имам уморен и така натаму, никогаш не сум Тоа ми беше следното прашање, никогаш не сум доцнал повеќе од 1 час и сега не сум, ми одговори. Дали дојдов точно на време? Да. Добре. Дури јас сум таа што доцнеше, ти беше точен на време. Никогаш не сум бил приведен од полиција. На зезанција да, но никогаш. Каква е па таа ја да се седам вака. Каква е таа зезанција? Па еднаш на караоке дојдоа као пријатели спадна дека не се, па викам дај ме приведе да видам како е во комбе. Ја мисля се што ќе кажеш, ни би направиле ова, добро. Ајде да видиме сега, никогаш не сум спил со чорапи.
А успијам со чорапи. Снимај Зимно време, јас сум зимурлив, тотално зимурлив. Зимно време спијам со чорапи. Моментно сум. И никогаш не сум бил казнет од сообраќајна полиција. Сум. Да, и твојава табличка. Но морам да кажам дека, со оглед на тоа дека пак ќе го спомнеме караокето, ја кружам цела Македонија, можеби сега не толку многу, но пред известно време, годиниве 10 на 15 назад, нема место каде што не сум бил, така што нормално е да ме казни, односно да ме стопира полиција, нормално е некоја чашка две за расположение. Морам да кажам дека во поголем случај испаднале фер, но ми викаат Нината 5 пати да стопирам, сега морам да казнам. Сега веќе мора. И честно. Да ги земам подароците, затоа што за вака супер гости заслужуваме подароци да однесеш дома и на твоите убави дечиња и на твојата убава супруга. Благодарам. Кафенце, кафето кое верувам дека по дома си Јас со Елит кафе си заработувам години наназад, тоа добро го знаеш, да. Така што и детско веќе ги знам капучино сите, и све има сите овде цело производи. кесенце за Благодарам. тебе, Нинат. Ова си го одвој за себе. Ова, Значи, ич не знаеш делуксот за тебе, за мене детско капучино. Добро. Шом толку време се работуваш. Ја една година Да, и имаме. Ама ова е од моите пријатели каде што се продаваат најквалитетните станови, да си однесеш дома винце и една И убава... стан имам. Нема клучеви од станот. Ама секој ден една убава шолјечка. Секој Благодарам. ден се чудам некој клуч да најдам, ама кај знаеш може ќе најдеме беше. Види, не треба да најдеме. Јас кажувам кој си има замислено и што си има замислено ќе се оствари во животот, можеби на потежок начин, можеби малку подолго време, но доколку чезнеш кон стан, ќе си го оствариш затоа што знам според себе и се трудиш тоа да си го оствариш. Фала Богу. Си собираш, си штекаш малку на Едно страна, штедење, шо нема прав, што да трошење, ти кажувам. нови халини и нови кондури. Едно штедење, што ти кажувам. Уште еднаш ти благодарам многу. Многу успех со новите проекти, со твојата продукција и нормално радиото. Благодарам. Кристина да ми ја изгушкаш, јас Па обожавам. повели кај нас како гостинка во Секако и тебе те секој обожавам. случај, значи да си се видиме на кафенци Да. така натаму во нашите Да не простори. испадне сега само Кристина ја слушам, секако и тебе те Така. обожавам и ти благодарам што дојде гостин во нашите. Ти благодарам многу, убаво си поминав, наистина супер се чувствувам. Не се ни стомневав дека на друг начин ќе биде. Поздрав до сите твои гледачи, до некоја наредна прилика. Ти благодарам. А сега, вие драги мои, останете овде додека да се одјавиме со емисијата. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy. We about to do this cause we happy, 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 happy. Deluxe. Come along if you Is a man? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is a you. No, no. Come along if you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг. Многу се смеам на сите оние фанатици на фотографирањето на храна и на јадење. Па сега во моментов ќе искористам прилика да ги поздравам токму сите оние гладни сопрузи кои се уште не може да чепнат од својот ручек додека нивната млада домаќинка не направи една фотографија и не ја сподели на Facebook. А може сега да јадам? Не! Значи чекај, ти реков да го сликам. Фотографирање на вашата храна едно 15 минути, 20 на минути додека се среди сликата во Photoshop вакви па онакви ефекти и веќе во 30-та минута вие можете да го изедете вашиот ладен оброк. И сега ќе сева овде вистинските балкански мужи и ќе рече: "Кој? Шо? Јато?" Па ќе го скршам мобилниот ве. Штета што не можеш да скршиш мобилен телефон бидејќи чини многу повеќе од твојот бубрек.
на денешно време твојот бубрек ако го продадеш нема да биде толку скап колку што е новиот iPhone или новите други телефони марки кои сега не смеам да ги рекламирам затоа што нели секоја реклама се плаќа. И ние треба да работиме за нешто. Така да, мои драги домакинки, мажите глобално започнуваат да се жалат веќе од тоа колку се напатени за дека не може да јадат на мира, дека не може да одат да патуваат на мира, бидејќи позади секоја убава жена на Инстаграм и на Фејсбук стои сопруг кој вака оди по неја со телефонот. И е спремен онака. Па сега ли се на мода спонтаните. Еди ме сликај ме гледам наваму. И стои ко будала онака и гледа некаде. Ајде ме сликај ми одење, каде ме ходам и нели од тука излегуваат тие филмски фотографии кои најчесто можете да ги најдете и по порталите со наслов прекрасна девојка го сопре сообраќаат во Скопје и мојот пријател на Твитер Даријан знаеш да каже да бе со багерот им е излезено и со мешалкана и се вози по град и се направи гужва од автомобили. Океј. Ама ако ви ги прамуваме за фотографии, не можам да не ги споменам Pan Print. Одамна не сум ве потсетила за тоа кој би бил идеалниот подарок за вашите сакани или за вашата сопруга која толку многу сака да се фотографира. Одберете ја најгрдата слика и врамете ја, закачате ја од дневна рич. Еве срцка, видиш што си уба? Може помалку ќе се слика. Се шегувам, не. Pan Print нема да ви дозвола да даде таков подарок, напротив ќе ви направат фотографија која ќе го украси вашиот дом и ќе изгледа како вистинско уметничко дело, а ќе биде создадено од вашиот најдраг спомен. Не мора да бидете толку нарцисоидни да бидете на сликата токму вие, може да биде нека убава природа или баш јавете им си направете еден договор и план за тоа како можете да си го украсите и декорирате вашиот дом како нашето студио или да си го испромовирате вашиот бизнис. Што се однесува на бизнис, добар бизнис без добар автомобил не може да тера, затоа што ако сакате да печалите, мора да бидете и во движење, мора да одите нааму натаму, а добар бизнис не може да биде добар бизнис ако не си релаксирате редовно, зашто повторно ви е потребен автомобил и зашто јас го препорачувам прекрасниот Hyundai Tucson. Ова колеште, ова дзверски автомобил е толку добар што еве од самите снимки кои ги гледате можете да се уверите во тоа како изгледа внатрешноста на овој автомобил, а богами и надворешноста. На толку пати снимање надвор од студиото на Шанки, јас се уверив во лесната и убава вожња, би рекла вожња, не знам дали е правилно, лесно возење, кој го има овој автомобил, затоа ако сте за купување нов автомобил, моите пријатели овде со нивните информации кои ги гледате се вистинското место на кое треба да се обратите за да може да се подновите. И ако ви звучав како овие, и тоа не е се, не, тоа е се за денешно издание на Шанк, но уште за крај ќе ми остане само да ве потсетам дека на Шанк со Ивана Наскова е официјалната фан страница каде што не следате, од време на време пробуваме да ве засмееме и да ве расположиме со нешто, а во другите моменти ве потсетуваме да ги гледате сите оние репризни изданија прикачени на YouTube кои нели по некоја случајност сте ги пропуштеле да ги гледате на телевизија. Си кажа се што имам да си кажам, си ја завршив работата за денес, одам да се релаксирам, а се надам дека и вие ќе го направите истото и пак за 7 дена ќе направиме нова дружба на вашето омилено место Шанкот.